Според античките автори, прославувањето на Нова година настанало од прославувањето на празникот на раѓањето на сонцето и во текот на историјата, како што се менувале религиските системи, се менувале и календарите и начините на сметање на времето, па и денот кога се дочекува новата година. Во античкиот Рим прославувањето започнало со мартовскиот календар, односно на 1 март. Во Византија почетокот на годината бил 1 септември. 1 јануари, јануарски календар, во античко време бил ден кога во Рим конзулите стапувале на должност. Тогаш било предвидено општо прославување со меѓусебно честитање и делење на подароци. Христијаните во текот на вековите не ја прославувале Нова година поради прекидење на паганските обичаи, па дури во 12 век постепено се прифаќа 1 јануари како почеток на календарската година. Разните култури и религиски системи имаат различни обичаи и паганизми поврзани со дочекот на новата година, и тој се води според христијанскиот грегоријански календар. Секоја земја има своји новогодишни пагански обичаи. Например, шпанците на полноќ јадат грозје, и тоа по 12 зрна за да бидат среќни сите 12 месеци во годината. Грците јадат колач во кој се наоѓа паричка, која во новата година според нив донесува среќа. Првото парче е за Исус, второто е за таткото на куќата, а третото е за куќата. Доколку паричката се најде во третото парче, таа година веруваат дека рано ќе дојде пролетта, а семејството се надева на среќа целата година. Јапонците дочекот на новата година го обележуваат целиот ден. Тие во утринските часови започнуваат со чистење на куќата, процес познат како усуи, символично бркање на прашината од минатото и припремање на домот за успешна нова година. Завршниот чин на прослава во Јапонија е слушање на звонењето на часовникот кој се огласува 108 пати со што се смета дека е избркана несреќата, незадоволството и себичноста. Традицијата дека во новогодишната ноќ треба да се направи врева потекнува уште од средниот век кога луѓето звонејќи оделе по улици за да ги истераат злите духови. Подоцна наред дошле тапаните, црквените звона и сите други инструменти. Во Бразил покрај неверојатните забави за дочекот на годината, кога познатата плажа Копакабана е полна со посетители, постојат и традиции кои ги прават жителите на оваа земја за да ја поздрават следната година. Тие за новогодишната ноќ облекуваат бела облека што символизира среќа и мир за годината што следи. После прославувањето на полноќ со музика, огномет и вечера, бразилците одат на плажа, каде што прескокнуваат 7 бранови, фрлаат цвеќе во океанот, додека некои палат свеќи во песокот што представува древен пагански ритуал кој треба да донесе среќа и богатство во наредната година. Во некои градови во Колумбија, семејствата символично го слават заминувањето на старата и доаѓањето на новата година, забавувајќи се со кукла. Големата машка кукла ја представува старата година, а членовите на семејството на неа ставаат различни материјали и на крај, точно во 12 часот, ја палат. Понекогаш во куклите се ставаат петарди и стари работи кои не им се потребни на семејството. Тоа се работи кои ги потсетуваат на тажни спомени и нешто што сакаат да го заборават. Палењето на тие работи символично значи дека се оставаат лошите работи во старата година и се поздравува новата, за нив посрекна година. И сето ова нема врска со верата во единиот вистински Бог, кој дава среќа и мир и благодет. За германците, незамисливо е на нова година да нема огномет, додека британците внимаат кој прв им доаѓа на гости бидејќи според старите верувања, тоа за нив значи колку ќе имаат среќа во новата година. Ако гостинот е машка личност со подароци, тогаш се навистина среќни, но лошо е доколку првиот гостин е женска личност. Со уште еднаш се покажува и укажува на лошиот и деградирачки однос кон жените. На нова година во Кина сите врати се украсени со нешто црвено, бидејќи црвената боја за нив е символ на среќа и радост. Иако сите семејства се подготвуваат за славење на новогодишната ноќ, од домовите во 12 часот се отстрануваат сите ножеви за никој да не се повреди бидејќи доколку се повреди тоа би значило дека личноста ја пресекла семејната среќа во предстојната година. Порано кинезите на овој ден на нивните божества им принесувале дарови, а ноќта во која се прославува доаѓањето на новата година, се прославува во кругот на семејството. Се на се овој така наречен празник се врзува со пагански традиции на политеизмот кои немаат врска со чистото верување во само еден Бог, Аллах Джел Лешенуху. Со самото искажување на шехадетот ние муслиманите јасно се одрекуваме од сите видови на пагански обреди и верата единствено му ја исповедаме на Аллах, возвишениот. Зарем не е време да примиме поука и да се откажеме од гревот на славењето на празници кои немаат врска со вистинското поимање на Бог?